Денес ќе зборуваме за сообраќајни знаци. Сообраќајни знаци кои што спаѓаат во така наречена една сообраќајна сигнализација. Таа сообраќајна сигнализација за вас како идни возачи ќе биде од особено значење. Па така прво ќе кажеме што значи, односно што е тоа сообраќајна сигнализација. Како што може да видите, односно како што пишува, вели сигнализацијата, односно таа сообраќајна сигнализација претставува систем од средства, уреди и ознаки за регулирање, водење, насочување на сообраќајот и така натаму. Со други зборови, се она што утре вие како идни возачи во пракса ќе го среќавате, било да е вертикално поставено на знак, било да е испишано долу на самиот пат, сето тоа спаѓа во таа сообраќајна сигнализација која што реков за вас ќе биде од особено значење. Сега, таа сообраќајна сигнализација е поделена, односно се дели на вертикална и на хоризонтална сообраќајна сигнализација. Што значи хоризонтална, што значи вертикална сообраќајна сигнализација? Веројатно ви е јасно по самото име, вертикална сообраќајна сигнализација се она што стои вертикално однос на нас како возачи, тоа значи дека стои на некаков столб, оска, шипка, еве пример гледате дека овој знак, што се случува, стои на некаква вертикална оска или шипка. Сега, важно е да кажеме тука дека по нашиот закон, односно по законот во Македонија, на една ваква вертикална оска не смеат да бидат поставени повеќе од два сообраќајни знака. Да се вратиме назад на таа сообраќајна сигнализација, рековме која што може да биде хоризонтална и вертикална. Рековме вертикално е све оно што стои вертикално однос на нас, хоризонтална е све оно што стои хоризонтално, односно испишано на самиот пат. Сега, по некоја хиерархија, таа вертикална сообраќајна сигнализација има поголемо значење, односно поголема важност однос на хоризонталната, чисто да го знаете тоа. Сега, во оваа сообраќајна сигнализација спаѓаат сите сообраќајни знаци, класични сообраќајни знаци. Ова десно на сликава што се представени се класични сообраќајни знаци, додека имаме едни други сообраќајни знаци кои што се викаат светлосни сообраќајни знаци. Сега, после тие светлосни сообраќајни знаци, односно најчесто среќамен светлосен сообраќајен знак е семафорот, покрај овие класични и светлосни сообраќајни знаци имаме едни други ознаки на коловоз кои што исто така спаѓаат во таа сообраќајна сигнализација. Сега, утре вие како возачи во практична настава или после оваа теоретска настава, што се случува, ќе имате три основни работи кои што ќе мора да ги вршите во однос на истата, а тоа е дека првично секогаш мора да ја видите, односно да ја воочувате таа сообраќајна сигнализација. Сега, секој возач кој што ќе ја види, односно воочи сообраќајната сигнализација, мора истата и да ја разбира, односно да ја познава, бидејќи вие може да ја видите таа сообраќајна сигнализација, односно некој знак и слично, меѓутоа што фајде од тоа доколку истиот не го разбирате, односно не го знаете неговото значење. Што значи дека имате, реков, три основни работи кои што мора да ги правите во однос на таа сообраќајна сигнализација. Првата беше да ја воочите, односно видите. Втората е да ја знаете, да ја познавате, да ја разбирате. И третата и најважна работа е што? Да се почитува истата таа сообраќајна сигнализација. Бидејќи јас може да ја видам, пример да го видам знакот, да знам што значи, меѓутоа да не го почитувам. Така, но ако јас знам што значи, а не го видам, не можам да го испочитувам, и ако има една таа најстрашната трета група на возачи, ги гледаат знаците, односно ги воочуваат, знаат што значат, меѓутоа не ги почитуваат. Така да, тие три основни работи кои што секогаш ќе мора да ги правите во однос на таа сигнализација е да ја видам, да ја знам, да ја почитувам. Од денешна точка можда ќе ви е чудно како нема да ја видам таа сообраќајна сигнализација, меѓутоа кога ќе почнете да возите, особено во првите часови, првиот дел од обуката, ќе видите дека вашето внимание ќе биде насочено многу повеќе кон оние механички работи. Тоа е што значи тоа? Тоа значи што беше кумплук, кога се стискаше, значи целото ваше внимание ќе оди на тие механички работи и таа ваша перцепција ќе биде доста кратка, да речем, односно нема широко да гледате, него ќе гледате, односно ќе биде вашето внимание насочено кон
кон тие работи и многу лесно ќе се случува да таа сообраќајна сигнализација вие не ја воочите, касно ја видите, воопшто да не ја видите, а сето тоа може да доведе до многу опасна ситуација, на испит може да доведе до неположен испит и така натаму. Сега, десно ако може да прочитате, значи како сеопфатен систем на сообраќајни знаци, односно некаква сообраќајна сигнализација е воспоставена за прв пат во 1909 година во САД, така да од тогаш се смета дека почнала употребата на таа некоја модерна сообраќајна сигнализација. Сега, кога веќе знаеме што е отприлика, сега најбитно е во текот после оваа теоретска настава да отприлика ви е јасно што значи едно, што значи друго, што ќе треба да правите во сообраќајот, како да се однесувате и така натаму, па сега кога веќе се запознавме со тоа што е сообраќајна сигнализација, преминуваме на овие класични сообраќајни знаци. Рековме дека, ќе вратам назад, имавме во таа сообраќајна сигнализација, имавме сообраќајни знаци, класични сообраќајни знаци, некаде може да ги сретнете, тоа се овие десно, потоа имаме светлосни сообраќајни знаци и ознаки на коловоз. Денеска зборуваме за овие класични сообраќајни знаци, кои што класични сообраќајни знаци се поделени во три основни групи. Сега, пред да продолжам понатаму, ќе кажам, и тоа ќе биде многу важно за вас, односно најважно нешто после овие знаци, односно нешто што ќе се бара од вас да совладате, ќе бидат две работи. А првата работа е да знаете да ги разпознавате знаците по групи. Бидејќи ако ја знаете групата, многу лесно ќе може да ги толкувате истите знаци. Бидејќи никој од вас од денес, да речем за 5, 10, 15 години, нема да го бара точниот назив на одреден знак, меѓутоа вие како идни возачи ќе мора да знаете кој знак какво значење има. Сега, како ќе го правите тоа, јас ќе ве запознам, односно ќе се запознаеме сега за кратко. Како што може да прочитате, сите сообраќајни знаци се поделени во три основни групи. Што тоа значи? Тоа значи дека имаме прва група, знаци за опасност, така се вика. Лево од вас ги имате знаците поделени вака по групи и под римско 1 пишува знаци за опасност, римско 2 знаци за изречени наредби и римско 3 имаме знаци за известување. Што е важно тука? Најважно е пред се, за почеток, да ги запамтите називите на групите, односно трите основни групи во кои што се поделени сите овие класични сообраќајни знаци. Значи имаме прва група знаци за опасност, втора група знаци за изречени наредби и трета група знаци за известување. Тоа се трите основни групи на знаци кои што ќе повторам, вие мора да ги знаете после теоретскава настава, бидејќи истите ќе ги среќавате секојдневно во тој сообраќај. Така да ова е важно и не случајно го потенцирам неколку пати со цел да влезе во вашите глави, односно да го запамтите, заради тоа што кажав, групите на знаци мора да ги знаете после теоретскава настава. Одредени други работи кои што не се толку важни за вас, може да седнете дома да ги научите на памет, а знаете кога се учи на памет, тоа релативно кратко трае. Заради тоа, тука ви ги кажувам само најважните работи кои што се за вас, работи кои што ќе треба да ги знаете. Како што кажав, првата група ќе се вика, односно се вика знаци за опасност, втората група се знаци за изречени наредби и третата група се знаци за известување. Тоа се реков трите основни групи на знаци. Тука денес нема да ги поминуваме во оваа презентација знак по знак. Зашто? Бидејќи ако ги знаете следниве работи кои што ќе ви ги кажам, истите ги запамтите, многу лесно ќе ви биде утре како возач да ги толкувате знаците. Што значи да ги толкувате знаците? Ќе знаете знакот што сака под наводници да ви каже на вас, односно каква порака ви праќа на вас. Сите знаци праќаат некаква порака, наша должност како возачи е да ја сватиме, рековме таа порака, да прво рековме да го видиме знакот, да знаеме што значи и истиот да го почитуваме. Така да сега јас во оваа презентација ќе ве запознавам со основните и најважни работи. Значи тука ги имам одвоено најважните работи за вас, кои што доколку ги запамтите, многу лесно, не само утре, за 5, 10, 15 години рековме, ќе знаете да ги толкувате сообраќајните знаци.
Овие класични сообраќајни знаци на глобално ниво се истите, нели, со многу мали одстапки, меѓутоа формата на знаците, односно групите, се универзални секаде во светот. Сега, што се случува? Рековме првата група на знаци се знаци за опасност. Што тоа значи? Тоа значи дека, како што и самото име знаци за опасност кажува, сообраќајните знаци за опасност ќе служат да не предупредат нас како учесници во сообраќајот за одредена опасност која што ни се заканува на одреден дел од патот. Што значи тоа? Тоа значи дека се што е црвен триаголник ќе биде знак за опасност. Лево од вас на првиот хамер може да видите, нели, под римско 1 каде што пишува знаци за опасност, ќе видите дека сите знаци за опасност се во форма на рамностран триаголник. Со краците нагоре, нели, основна боја име бела, рабовите црвени и внатре имаме некакви символи. Што значат тие символи? Тие символи ви кажуваат ни ја кажуваат природата на опасноста, односно што е тоа што нас како возачи ни се заканува на одреден дел од патот. Бидејќи доколку на мене, на вас, на сите нас како возачи, на одреден дел од патот ни се заканува некаква опасност. Што тоа значи? Тоа значи дека ние како возачи мора да сме предупредени за истото. Пример, јас како возач, ако, не знам, ми се заканува, да речеме, некакви животни на пат, да има опасност да помине, да се најде некакво стадо овци, крави и така натаму, јас ќе бидам предупреден или со знакот опасност од појава на животни на пат. Тоа е важно. Зашто? И што ќе треба утре како возачи вие да правите? Секогаш кога ќе наидете на црвен триаголник, бидејќи, како што може да прочитате, пишува знаците за опасност имаат форма на рамностран триаголник. Основна боја им е бела, символите се представени со црна боја, а рабовите им се во црвена. Што тоа значи? Тоа значи дека секој триаголник црвен со краците нагоре нас како возачи не предупредува за одредена опасност. А за опасноста ќе знаеме врз основа на символите внатре кои што се наоѓаат во самиот знак. Сега, од тука ќе издвојам дека за вас е важно што? Да запамтите дека секој знак за опасност е во форма на рамностран триаголник. Ова е важно за вас. Зашто? Еве, ќе вратам повторно. Лево имаме едни два знака кои што се доста слични. Така, имам силуета на пешак во движење кој што гази по зебрата и тука, на првиот знак, и на вториот, ако погледнете, тој еден бел триаголник е исто така, е идентичен, истиот, меѓутоа е ставен во што? Квадрат син. Така. Тоа е важно. Реков, се што е црвен триаголник значи опасност на патот. Океј. Меѓутоа, што се случува? Овој и овој знак спаѓаат во различна група на знаци. Пример, овој знак вториот спаѓа во групата знаци за известување, ќе дојдеме и до неа. Но што се случува во пракса ако ајде на тест, не мора да е пракса, нека биде тоа на тест, нели, кога ќе полагате и ви се дадат овие два знака. Вие точно треба да знаете во која група спаѓа едниот, во која другиот, но исто така треба да знаете дека и двата у случајов имаат исти назив. Така. Но во пракса што се случува? Овие два знака се поставуваат на различно место. Океј. Испуштив да ви кажам, сите знаци за опасност се претежно се поставуваат на јавен пат надвор од населено место. Што значи јавен пат надвор од населено место? Тоа значи дека патот по кој што се движиме, нели, по истиот тој пат, лево и десно не живеат луѓе. Така наедноставно може да го запамтите, нели, што значи тој јавен пат надвор од населено место. Меѓутоа, ова правило дека овие знаци за опасност се поставуваат на јавен пат надвор од населено место секогаш наоѓа на исклучок, може да ги сретнеме и на јавен пат во населено место, меѓутоа многу поретко, најчесто ги среќаваме на јавен пат надвор од населено место. Сега, овие знаци на јавен пат надвор од населено место секогаш се поставуваат на оддалеченост од 150 до 250 метри пред опасното место. Што тоа значи? Вели, на јавен пат надвор од населено место, знаците за опасност се поставуваат од 150 до 250 метри пред опасното место. Што ова значи? Ова е, меѓу другото, ви прашање на тестот, така да може евентуално на тест да ви се падне ова.
И тука имаме една илустрација со цел да сватите каде се поставува едниот, а каде другиот знак. Водејќи се по ова правило дека секој знак за опасност, а тоа беа црвените триаголници, се поставуваат на јавен пат надвор од населено место, на оддалеченост од 150 до 250 метри пред опасното место. Што значи тоа и што се случува? Еве, како што може да видите на оваа слика, секогаш прво ќе го имате знакот за опасност кој што ќе не предупреди нас како возачи. Така возам јас по патот и прво што наидувам ќе биде на некаков знак за опасност. У случајов станува збор, нели, за пример го земавме овој обележан пешачки премин, исто, пешак, силуета на пешак во движење, нели, кој што гази по зебрата. И што се случува? Возам јас со колата, прво го гледам овој знак, така, и знам дека после овој знак, на оддалеченост од 150 до 250 метри, јас ќе имам што? Имам зебра, односно, ќе го имам оној знак за известување, кој што спаѓа, нели, во третата група, кој што ми известува дека тука, на ова место каде што е поставен истиот, јас имам зебра, односно имам обележан пешачки премин, и утре јас како возач имам обврска таму, само на тој знак да застанам и да пропуштам пешаци. Не тука, не на првиот, бидејќи првиот знак у случајов, црвен триаголник, знак за опасност, ме предупредува, нели, благовремено ми вели, после знаков, од 150 до 250 метра, имаш што? Зебра, односно обележан пешачки премин. И гледате како имаме два многу слични знака, меѓутоа што? Многу различни. Во пракса се поставуваат прво на различно место и имаат сосема различно значење. Иако и двата знака, што? Носат, односно имаат исти назив. Тоа значи дека се враќаме на правилото, дека знаците за опасност се поставуваат на оддалеченост од 150 до 250 метри пред опасноста, односно пред местото каде што ни се заканува потенцијална некаква опасност. Зашто е така дадено правилото од до, бидејќи никогаш не може да знаеме каде точно ни се заканува опасноста. У случајов тука би можеле, бидејќи, нели, пешачкиот не е мобилен, не се движи, него секогаш е фиксиран на едно исто место, меѓутоа еве преска ги земав за пример животни на патот, стадо овци, крави, небитно што е. Така, не може да знаеме каде стадото ќе го премине патот, дали ќе биде после 100 метра после знакот, после 200 и така натаму. Вие нема слепо да ги земаме овие, нели, секогаш дека може да биде од 150 до 250 метри. Некогаш може да дојде опасноста после 100, после 50 и така натаму. Заради тоа секогаш утре како идни возачи имате обврска да ја намалите брзината, да ја зголемите вашата предпазливост при движење со возило, бидејќи, нели, може многу лесно да се случи да ви излезе некаква опасност, односно непредвидена работа на која што, нели, вие можда нема да бидете спремни. Нели, во глобала тоа и целта на оваа група на знаци, односно истата да не предупреди на одредена опасност која што ни се заканува на одреден дел од патот. Се надевам дека после ова ви е јасно. Од тука најважно е да запамтите дека све што е црвен триаголник е знак за опасност, тоа е едната работа, и важно е да ги разликувате. Зашто е важно да ги разликувате меѓу другото? Заради тоа што имате и такви прашања од тестовите, пример дадени неколку знаци во едно прашање и прашањето вели кој од овие знаци припаѓа во групата знаци за опасност, да речеме. Доколку е такво прашањето и вие го знаете ова правило, многу лесно ќе му го најдете точниот одговор на истото. Така да ова може да ова како прашање, впрочем, може да го сретнете на самиот тест, односно на самото полагање. Зашто е, ајде да довршам од преска што почнав, па ќе продолжиме, зашто е важно да знаете целата таа поделба по групи, бидејќи еве десно ќе ги погледнеме овие два знака кои што се многу слични. Имаме повторно силуета на пешак во движење и кај едниот и кај другиот знак. Меѓутоа, ако знаеме дека црвен триаголник е знак за опасност, тогаш станува збор за пешаци на патот. Тоа значи дека овој знак ми кажува дека после истиот знак може да се најдат пешаци кои што преминуваат пат, се задржуваат на истиот и така натаму. Додека секој црвен круг, знак во форма на круг, значи знак за забрана. Тоа е втората група и ќе дојдам до неа за кратко.
Па така све што е ставено во црвен круг ќе биде забрана. И вие доколку го знаете ова, многу лесно утре на испит ќе ги пронаоѓате точните одговори. Зашто велам ќе ги пронаоѓате точните одговори? Заради тоа што таму прашањата ви се технички на заокружување. Односно, што? Дадени се знаците, дадени се понудени одговори. Вие само треба да ги поврзете едниот одговорот, да го поврзете со соодветниот знак. Заради тоа, многу пати кажав дека поделбата по групи на сообраќајните знаци е од особено значење со цел нивно правилно толкување. Реков, не се трудете све на памет да учите. Можда ќе приметите дека јас ќе ги прочитам, односно ќе ги кажам нешто поразлично од нивниот точен назив, меѓутоа суштината е иста. Тоа ќе го бараме од вас со цел да ви биде полесно и тоа да биде совладано и да го знаете не само за 2, 3, 5, 10 дена, него да го знаете цело време додека сте возач со моторно возило во патен сообраќај. Нешто друго што е исто така многу важно, покрај групите на знаци, ќе бидат овие 3 знака. Овие 3 знака не случајно е ставен еден извичник пред истите, бидејќи од вас ќе бараме да ги знаете точно овие знаци после теоретска настава. Реков дека голем дел од овие работи да не ги совладате тука на теоретскава настава, ќе имате време да седнете дома да ги научите на памет, таму непосредно пред полагање. Меѓутоа што се случува? После теоретскава настава ви доаѓа практичната настава, каде што вие почнувате да возите со возило, првично 3 дена на полигон, па и така натаму излегувате од полигон и идете во град. И што се случува? Овие 3 знака ќе ги среќавате многу често, особено првите 2, жолто-белиот и црвениот триаголник со краците надолу. Овие 3 знака, како што пишува горе, што прават? Тие знаци регулираат сообраќај на една крстосница. И истите вие ќе мора да ги знаете зашто, бидејќи кога ќе почнете да возите, возејќи од точка А до точка Б, минувате низ многу раскрсници кои што некако може да бидат регулирани. Еден од начините на кој што раскрсницата, односно една раскрсница може да биде регулирана, е со помош, односно со класични сообраќајни знаци. А тоа се овие кои што ги гледате сега. Називите се пишани со темно-сини букви, додека црвениот текст занемарете го сега, ќе ви кажам зашто е така пишано. Жолто-белиот знак се вика пат со првенство на минување. И тој знак спаѓа во третата група на знаци, тоа е знаците за знак за известување, додека следните 2, крстосување со пат со првенство на минување, задолжително запирање, спаѓаат во втората група, која што е следна наред. Зашто ми се ставени овие пред да дојдам на претходната група, бидејќи од вас ќе се бара да ги знаете овие работи. Ако не ги запамтите целосните правилни нивни имиња, пример, пат со првенство на минување овој знак. Што значи тоа? У пракса наидувам на раскрсница, ако го имам овој знак свртен спрема мене, тоа значи дека јас се наоѓам на патот кој што има првенство на минување. Така. Додека овој триаголник со краците надолу значи крстосување со пат со првенство на минување, односно спореден пат. Тоа значи дека ако овде на жолто-белиот јас бев на главен пат, тука ќе сум на тој спореден пат, односно на патот кој што нема предност. И десно го имаме знакот стоп, задолжително запирање, односно повторно спореден пат, што ќе каже дека триаголникот и знакот стоп се технички имаат исто значење, односно и двата означуваат спореден пат. И во едната и во другата ситуација вие не сте на главниот пат, него сте на споредниот пат. Што тоа значи, односно која е суштинската разлика меѓу знакот стоп и триаголникот? Доколку јас се наоѓам на раскрсница каде што имам спрема мене свртено црвен триаголник кој што ми кажува дека сум на спореден пат, за да се вклучам во таа раскрсница или да ја преминам истата, мора да ги пропуштам сите оние возачи кои што го имаат овој знак. Океј, меѓутоа, доколку немам возила по главниот пат, тогаш немам обврска да застанам пред да се вклучам во раскрсницата. За разлика од овој знак, кај знакот стоп, без разлика дали јас имам некој по главниот пат, односно дали имам возила на кои што треба да им дадам предност, или немам, секогаш морам да направам запирање.
Заради тоа, овој знак се вика задолжително запирање. Меѓутоа, сметам дека се уште ви е рано за да се замарате со овие називи, ако некој успее да ги совлада, да ги запамти, е супер. Меѓутоа, сега за сега, барем вака визуелно запамтете ги. Зашто? Бидејќи реков, во пракса ќе ги среќавате и ќе ви биде многу тешко ако не знаете кој означуваше главен, кој означуваше спореден пат. И ќе се вратам повторно на почеток што кажав, у однос на овие знаци, у однос на класичните сообраќајни знаци, вие све што ќе треба да знаете е тоа дека имаме три основни групи на знаци. Како што кажав, така, еве ги, знаци за опасност, знаци за изречни наредби, знаци за известување. И да ги знаете овие три знака. Океј. Знаците за опасност ги поминавме, кажав што прават, служат за предупредување, сите се црвени триаголници, освен овие три знака технички долу. Меѓутоа, пред да дојдам до тие три знака, ќе ги погледнеме овие горе, првите два знака. Тие по, формата им е идентична, триаголници, рамностран триаголник со краците нагоре. Меѓутоа, едниот имам ограда како символ, кај другата имам некој шинско возило, воз, кој што е свртен спрема нас. Ако го прочитаме нивниот назив на тие два знака, ќе видиме дека имаат многу сличен назив, меѓутоа различен. Едниот се вика преминна пат преку железничка пруга со браници или полубраници, а другиот се вика преминна пат преку железничка пруга без браници или полубраници. Што тоа значи? Веројатно сите сте виделе дека некаде патот може да преминува преку пругите. Пруга е еднакво на колосек. Правилно, пругата, оној еден пар на шини пруга, како сака нека условува, се вика правилно колосек. Сега, местото каде што нашиот патот за возилата се вика коловоз, ќе дојдеме до тоа во текот на теоретската настава, меѓутоа, местото каде што нашиот пат, нашиот коловоз, преминува преку тие шини, односно колосеци, самото тоа место се вика премина пат преку железничка пруга. Сега, на истото тоа место, тој премин може да биде заштитен, под наводници заштитен, односно може да биде заграден, ограден, кој како сака, заради тоа е ставена оваа ограда. И што прави тоа ограничување? Тоа се рампите. Веројатно сите може да претпоставите. Меѓутоа, на местото каде што, на оној премин, каде што имам јас рампа, тоа значи дека станува збор за овој премин на пат преку железничка пруга со браници и полубраници, или полубраници. Полубраници се рампите, браници се едни кои што идат долу до самиот пат, се спуштаат, меѓутоа кај нас немаме такви браници, него имаме само полубраници. Но на места, на премини каде што ние не сме заштитени, под наводници заштитени, во моментот кога поминува вагонот, таму ние немаме ниту браник, ниту полубраник. Тоа е најчесто најавен пат надвор од населено место, каде што немаме многу фреквенција на возила, па така на тие премини ние технички под наводници сме незаштитени. Океј. Сега, што се случува? Ако, запамтете, ако имаме ограда од црвен триаголник, тоа значи дека имам премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници. Ако вагонот е свртен спрема мене, тоа значи дека имам премин на пат преку железничка пруга без браници или полубраници. Внимателно на тестот, читајте ги понудените одговори. Бидејќи гледате тука колку е сличен, а најчесто што се прави од ваша страна, почнува да чита кандидатот, не дочитува до крај, има погрешен одговор. Заради тоа, бидете спремни на ова. 31 прашање ќе добиете на тестот, 60 минути за решавање. И повеќе од доволно. Така да, бидете трпеливи, читајте ги внимателно прашањата. Ова е еден пример каде што имаме многу слични одговори. Понатамо, имаме ова се единствените, впрочем долу, единствените знаци кои што одстапуваат по однос на формата. Што тоа значи? Тоа значи дека спаѓаат во знаци за опасност, меѓутоа не се во форма на рамностран триаголник. Андрин крст се вика едниот и другиот знак. Меѓутоа гледате, вели Андрин крст со еден колосек, туку имам Андрин крст со два или повеќе колосеци. Што тоа значи? Тоа значи дека на местото на преминот може да имам само еден колосек, односно еден пар, под наводници пар на шини,
Или на некои места, на некои премини имам повеќе колосеци, односно повеќе пара на шини. Сега, онаму каде што имам повеќе колосеци од поише страни, нели, од лево десно истовремено може да ми најдат возови, односно вагони, додека каде што имам онаму каде што имам еден колосек, таму истовремено може да помине само еден воз, односно вагон, односно само од една страна, лева или десна. Па заради тоа, оној премин кој што е без браници и полубраници и има повеќе колосеци, е многу поопасен за разлика од онаму каде што имам еден колосек или од оние каде што имам што? Физичко ограничување, односно браници или полубраници. Меѓутоа, секогаш бидете особено внимателни, бидејќи ова знае да биде особено опасно, бидете внимателни при премин на едниот и на другиот премин. Без разлика дали станува збор за премин со браници или без браници или полубраници. И последен знак од оваа група на знаци, кој што исто така одстапува во однос на формата, се овие дополнителни табли. Бидејќи кажав, премин на пат преку железничка пруга е многу опасно како действие, кое што еден возач може да го превземе со своето возило, заради тоа имаме и табли или знаци, тоа се овие правоаголни вертикално поставени, кои што означуваат приближување кон премин на пат преку железничка пруга. Што тоа значи? Тоа значи дека секој од овие линии, диагонално поставени црвени линии, имаат вредност од 80 метри. Што значи тоа? Тоа значи дека, еве поедноставно пракса, возите вие, наидувате кон некој премин на пат преку железничка пруга. Прво ќе наидете на овој знак. И тоа значи дека од местото каде што е поставен овој знак до преминот, ние сме оддалечени 80, 160, 240 метри. Значи, ние утре како возачи точно знаеме дека од знакот до преминот имаме 240 метри. Целата поента на овој знак е да тој не подготви, односно предупреди. Ни кажу, ти наидуваш кон премин на пат преку железничка пруга. Од знаков до преминот имаш 3 линии, диагонално поставени, 3 по 80 се 240. Така, окей. Ја поминувам таа табла. За 80 метри следна е ова, каде што имам две диагонално поставени линии. Тоа значи дека од таблата до преминот ќе имам што? 80, 160. За 80 метри следува оваа табла, каде што имам само една диагонална линија, која што има вредност од 80 метри, и после истата веќе сме на самиот премин. Дали преминот ќе биде без браници или со браници, зависи од знакот кој што се поставува над овие табли. Бидејќи над овие табли можеше да го има и овој знак. И со тоа завршуваат знаците за опасност. Тоа беше првата група. Најважно за вас беше да запамтите дека сите тие имаат што? Имаат форма на триаголник, се поставуваат претежно на јавен пат надвор од населено место на оддалеченост од 150 до 250 метри пред опасното место. Сега доаѓаме до една втора група. Втора група многу важна за вас, а таа се вика знаци за изречни наредби. Што тоа значи? Тоа значи дека тука овие знаци ќе даваат некаква наредба. Овие знаци даваат наредба која што ние како, не само јас, него сите ние како возачи, имаме обврска, односно мораме да ги почитуваме. Непочитување на знаците за изречни наредби значат на испит за вас, не положен испит за мене, пример како возач, ако не ги почитуваме, затече полиција да направам некаков прекршок, односно имам непочитување на истите, соодветна санкција, односно казна од страна на МВР. Па така, може да кажеме дека сообраќајните знаци за изречни наредби даваат до знаење на учесниците во сообраќајот за забраните, ограничувањата и обврските кон кои што сите возачи мора да се придржуваат. И тука е важно да запамтите дека наредбата настанува веднаш после знакот. Значи нема одложено стапување на важност, него таа наредба настанува веднаш после знакот. Еве пример, тука ни е даден знакот стоп, тоа значи дека јас не смеам да го поминам местото каде што е поставен знакот стоп, без при тоа прво да застанам. Сега, знаците за изречни наредби, лево од вас може да погледнете, ќе видите дека сите тие имаат форма на круг, меѓутоа што се случува? Тие имаат две одстапки, односно имаме знаци што отстапуваат по однос на формата,
А тоа се знаците кои што регулираат сообраќај на една раскрсница. Веќе ги видовте и веќе ви се познати. Визуелно реков, барем денес да ги запамтите, ако успеете спореден да запамтите кој е спореден, кој е главен пат, е супер. Сите знаци од оваа група, знаците за изречни наредби се во форма на круг, освен овие два знака. Важно за вас е да знаете дека знаците за изречни наредби се поделени во две подгрупи. И тоа, знаци за забрана, односно ограничување, тоа се сите црвени кругови. Лево од вас може да видите пишувани или знаци за изречни наредби и потоа имаме знаци за забрана, односно ограничување. Гледате дека под нив сите знаци, еве ги, се во форма на црвен круг. Така. И тие се многу лесни. Зашто? Све што е црвен круг е забрана. Пример, овде имам во црвен круг трактор ставен. Ќе биде забрана сообраќај за трактори. Има мотоцикл, забрана на сообраќај за мотоцикли, не знам. Пешаци, пешак како символ, така, забрана сообраќај за велосипеди, ќе имам точак натри. Така. Што значи дека групата е знаци за изречни наредби, која што е поделена во две дополнителни подгрупи. Знаци за забрана, тоа се црвените кругови, и на третиот хамер, првата половина, имате знаци за обврска. Тоа е што? Втората група, меѓутоа втората подгрупа, знаци за обврска. И гледате, све што е ставено во плав круг ќе биде знак за обврска. И што се случува, пример, овој, сите горе 4, односно првите 5 знака имаат исти назив. Зашто? Заради тоа што кога една стрелка, една насока е ставена во плав круг, бидејќи станува, плавите кругови беа знаци за обврска, таа една насока, дали е право, лево, десно, небитно, таа насока станува задолжителна. Зошто? Бидејќи станува збор за втората подгрупа, односно знаци за обврска. Да не ги мешате, групата е знаци за изречни наредби, како што кажавме, така, еве знаци за изречни наредби, меѓутоа имаме две дополнителни подгрупи. Знаци за обврска, знаци за забрана. Океј, еве, знаци за забрана, знаци за обврска. Све што е, ќе повторам, црвен круг е знак за забрана. Ова ја прави оваа група уште полесна според мене, зашто? Заради тоа што се случува на испит. Имам црвен круг, барам забрана. Ако имам велосипед натре, ќе биде забрана сообраќај за велосипеди, рековме. Ако имаме пешаци, односно силуета на пешак во движење, ќе биде забрана сообраќај за пешаци и така натаму. Се надевам дека ја сваќате поентата. После презентацијава која ќе заврши, све што не е јасно, прашувајте. Тоа е втората група на знаци, знаци за изречни наредби. Тоа испушти да ви кажам дека овие знаци имаат важност до првата крстосница, односно до следниот сообраќаен знак со кој што се менува одредена наредба. Што тоа значи? Ако имам знак ограничување на брзината, да речеме, сега го немам тука во овие примери да ви го кажам, меѓутоа доле во левиот агол на вториот хамер може да најдете 40 вредност една ставена во црвен круг и тој знак се вика ограничување на брзината. Тоа значи дека тоа ограничување важи веднаш, одма после знакот. Веднаш после знакот ја не смеам да возам повише од 40. Меѓутоа што се случува ако наидам на раскрсница меѓувреме и после таа раскрсница јас немам дополнително ограничување, ако се наоѓам во населено место, нели знаете веројатно дека сега е 50 ограничувањето, после таа раскрсница возам 50 на час, не повеќе од 50 на час. Така, но ако после таа раскрсница јас имам 30 на час, после тој знак јас возам 30. Што значи наредбата, изричната наредба, дали ќе биде забрана или обврска, настанува веднаш после знакот. Или пример, ќе го земеме овој знак, првиот од знаците за обврска. Веднаш после знаков стапува задолжителна насока право. Тоа значи дека после знаков можам само право да се движам. Не можам лево, не можам десно, полукружно и така натаму и така натаму. Рековме, ова е важно, знаци што отстапуваат по однос на формата и регулираат сообраќај на една раскрсница, беа знакот стоп и црвениот триаголник, кој што има технички исто значење, спореден пат, и жолто-белиот знак кој што означуваше главен пат. Еве го овој жолто-белиот знак, односно пат со првенство на минување.
И третата и последна група, според мене најлесна, е групата знаци за известување. Што се случува тука? Како што и самото име ни кажува, знаци за известување, ги даваат сите потребни известувања кои што јас, вие, сите ние како возачи мора да ги имаме, мора да ги знаеме, нели, додека сме возачи, додека сме учесници во тој патен сообраќај. Па така, овие знаци за известување може да ни даваат известувања за патот по кој што се движиме, населените места низ кои што минува патот, објекти, служби, пример, не знам, хотел, бензинска, мотел и така натаму и така натаму. Се надевам дека ви е јасно од прилика за што се мисли. И ако ги погледнете овие знаци, таму втората половина на третиот хамер па све до првата половина на петиот, ќе видите дека тука немаме единствена форма, немаме единствено правило како што беше во претходните две групи. Него имаме знаци кои што претежно да се четириаголници, меѓутоа имаме, нели, и кругови, имаме и што? Имаме различна боја, односно имаме знаци во различна форма. Па така, оваа група според мене е најлесна. И што се случува? Овие знаци имаат форма на круг, квадрат или правоаголник. Генерално, најголемиот дел од истите се во форма на правоаголник или квадрат, односно се тие четириаголници. Имаме знаци кои што се во нели, темно сина боја, имаме, не знам, зелени, ќе видиме сега за кратко уште некои од истите. Меѓутоа, оваа група, како што и самото име кажува, ни ги дава сите потребни известувања за патот по кој што се движиме, населени места, оддалечено со тие места, објекти, служби и така натаму и така натаму. Значи, све што е корисно за нас, ние го добиваме, односно го знаеме врз основа на овие класични сообраќајни знаци, односно врз основа на третата група знаци за известување. Сега, кога ќе свртите поглед лево од вас, во третата група знаци за известување, ќе видите дека голем дел од овие знаци се прешкртани со една, како што може да видите кај завршеток на автопат, или неколку дијагонални линии, што ја прави оваа група да е уште полесна. Зашто? Пример, јас ако го знам овој знак дека се вика пат со првенство на минување, истиот тој знак кога е прешкртан, ќе се вика завршување на пат со првенство на минување. Пример, имам автопат, десно истиот тој знак прешкртан ќе биде завршеток на автопат. Ова е, реков, според мене најлесната група, доколку било кој од вас кој ќе седне дома да учи. Зашто дома, бидејќи теоретскава настава нема да е доволна да положите тестови, ќе мора да седнете дома да учите. Што се случува тука кога ќе седнете дома да учите? Ако нешто ви е нејасно, слободно ќе дојдете во автошкола, ќе се консултирате, ќе прашувате дали во автошкола, дали возач инструктор, небитно. Меѓутоа немој да идете неспремни на испит, но сметам искрено дека со знаци не би требало да имате проблем доколку ги знаете основните и најважни работи. А тоа беше да знам поделбата по групи, да ги знам, нели, карактеристиките за секој од тие групи и да ги знам знаците кои што регулираа сообраќај на една раскрсница, а тоа, да се потсетиме, бидејќи е многу важно за вас, беа овие три знака. Пат со првенство на минување, крстосување со пат со првенство на минување и задолжително запирање. Само да видам да не испуштив нешто, мислам дека од прилика најважните работи сите ги покрив, сите ви ги кажав. Доколку имате прашања, вие слободно прашувајте. Значи, рековме, оваа сообраќајна сигнализација и нејзино почитување е услов прво за безбеден сообраќај, а друго е услов за вие утре да положите испит и, нели, да бидете безбеден возач. Така да со ова ги затвараме овие класични сообраќајни знаци кои што рековме спаѓаа во таа сообраќајна сигнализација која што имаше некои поделби, а веќе јас ви ги кажав. Така да тоа е однос на знаците, продолжувате понатаму со следното нешто кое што е предвидено за вас.